Кој сака нека победи, нека има мир, нека има соживот и пари да има. За тоа кој треба да победи на председателските и парламентарните избори, денеска може да се изјаснат над 1.800.000 граѓани со право на глас, а се гласа во над 3.400 избирачки места. Македонските граѓани денеска гласаат на 7-те поред председателски и 11-тите поред парламентарни избори. Секој гласач може да го посети избирачкото место само еднаш, а понудени му се две опции. Може да гласа и за председател и за нов парламентарен состав, или пак да избере да гласа само со едното гласачко ливче, односно да искористи само една од двете опции. Мирно тече изборниот ден според искуствата во неколку гласачки места во Центар и Карпаш, кои утрово ги посети Радио Слободна Европа. Избирачите доаѓаат постојано. Досега во нашето избирачко место сите избирачи гласаа за двата типа на избори. Одлични се изборите, течат нормално. Сега за сега, значи се гласа без никакви проблеми. Сите луѓе се во ред позитивни, нели? Екипата на Радио Слободна Европа го посети и Централното основно училиште Едитурија во општина Сарај. Во Сарај, околу Пладне, раздвижено и без проблеми, според официјалните лица од избирачките одбори. Одлично, се е мирно, гласачите доаѓаат, си гласаат. Одзивот до кај 12 часот на моето избирачко место е негде околу 20%. До сега се оди како што треба, граѓаните ги почитуваат правилата, исто како и комисијата, и се оди во најдобар ред. И гласачите кои ги сретнавме во Карпаш, Центар и Сарај велат дека гласале без никакви пречки. Некои од нив едва и чекале да дојде овој ден. Со задоволство, едва го дочекавме овој ден за да гласаме, да го оствариме своето граѓанско право. Атмосферата е нормално добра. Гласавме без никакви проблеми, немаше ништо да се забележува нешто околу гласањето и така да нека победи подобриот. Одлично, гледам дека е супер. Гласањето, луѓето излегуваат си гласаат, така да секој своја желба и волја. Моментално све е во ред. Проблеми нешто нема. Како што треба. Све рече најдобар ред. За двата гласавме. Се надевам на подобри времиња и услови државата да се стабилизира и да се престане со корупција. Избирачките кутии се затвораат во 19 часот. Првичните резултати се очекуваат околу 22 часот.